Вечерашниот соговорник има повеќе од 15 години работно искуство во областа на сајбер безбедноста. Посветен е на подигање на свеста за ризиците во дигиталниот свет. Работи како Chief Information Security Officer на Blue Dot и е основач на платформата за сајбер безбедност во Behind Machines.net. Добре ден за Божидар Спировски. Добре ден. Господин Спировски, зачестија хакерските напади врз податоците на државните институции, министерства. Најтазе пример е фондот за пензискиот фонд. Имаме ли експерти во IT областа кои можат брзо да детектираат и да лоцираат хакерски упад? Ценам дека тоа е погрешно прашање. Не е проблем колку луѓе има да се справат со инцидентот кога ќе дојде инцидентот. Ќе цитирам една детска песничка: All the king's horses and all the king's men couldn't put Humpty together again. Тоа би значило кога ќе се скрши играчката, сите војски нема да ја состават назад играчката. Нас многу повеќе и примарно ни требаат ресурси за превенција. Не ресурси кои што ќе се фрлат пред голот кога ќе се случи нападот за да го запрат нападот. Нападот се случува во секунди. Нема човек кој што веднаш ќе може да реагира. Сите луѓе да се достапни тогаш на лице место, нема да се доволно да реагира. Може ли да се превенира пред да настане упад? За да се превенира, апсолутно дека може. Мислам, разумно ниво на гаранција дека ќе се превенира, но тоа е нашата работа. Тоа е примарно и затоа причината заради која јас, да речам, викам во етерот, да превенирам, да едуцирам, да предупредам, да кажам од овде очекувајте да дојде нападот, од овде очекувајте измама, ова е техниката со која ќе се употреби или злоупотреби. Она што сакам да се навратам, велите има ли доволно луѓе? Не е прашањето дали има луѓе. Има луѓе. Има, јас посебно во последнава година дена запознав голем број на навистина заинтересирани, многу млади луѓе, многу заинтересирани, многу мотивирани да работат на темата на сајбер безбедност. Што заради личен интерес и лично надградување, што затоа што едноставно тоа им лежи, сакаат да го работат тоа. Но тоа не е доволно. Нас ни треба огромна волја, почнувајќи од менаџментот на тие институции, можеби и менаџментот што оди над нив, тоа не можам да коментирам како оди таа хиерархија, бидејќи одлуката за таа волја мора да дојде од врвот на организацијата. Зошто? Затоа што ова не е технички проблем. Ова е проблем на организацијска дисциплина. За да се постави здрава превентивна поставеност на организацијата и треба малку да си го наруши комфорот. Да се воспостават правила на работа, да се воспостават начини на употреба на компјутери, почнувајќи од наједноставното какви лозинки користиме, мултифакторска автентикација, дали ви се ажурирани компјутерите, најтривијални работи. Тоа не е нешто што ни требаат суперхерои, ни треба здрава, добра дисциплина. Господин Спировски, како функционираат хакерите и што е нивната главна цел? Многу се сменија тие работи. Значи да почнеме историски малку пред, јас сум веќе доволно стар да можам да кажам како ова работеше пред 20 и повеќе години. Тогаш хакерите беа примерно мотивирани од некоја собствено accomplishment, досег до нешто. Се сведуваше на активисти. Правеа ситни проблеми, рушеа сајтови или додаваа некаков текст во вебсајтот, но не правеа ништо малициозно и тоа беше доволно за нив за да се пофалат во својот форум во кој што живеат, работат, контактираат како и да е, во својот дигитален свет и нивните дигитални пријатели види колку сум јас добар. Тоа беше почетокот. Но веројатно сега се осовременија. Далеку се осовременија и се смени целта. Ако беше целта да се докажам јас порано, сега целта е профит, заработка. Значи, нема веќе хакери, односно сајбер стручњаци кои што работат на напад, само за собствена корист. Тие се дел од криминални организации, од големи банди кои што, рачунете банди кои што инаку се работат и трговија со луѓе, кои што заробуваат луѓе, буквално дел од овие банди имаат контакт центри во кои луѓето се заробени, земени им се пасошите и натерани се да работат во тие контакт центри за да се јавуваат и да мамат и да лажат од луѓе.
Постојат вакви контакт центри во кои што нивните вработени во наводници се уценети. Тоа се криминални банди, опасни луѓе. Господин Спировски, вие во една прилика видите криминалците работат и можам да кажем дека добро се подготвени. Колку ние како граѓани сме подготвени да одговориме правилно на ова, да го препознаеме моментот, тоа е друго прашање. И за жал, генерално, немам некои добри вести. Премногу веруваме на дигиталниот свет. Луѓето, глобално зборувам, посебно луѓето во Македонија специфично, не ја разбра разликата помеѓу нивниот физички свет и дигиталниот свет. Сите бариери кои што беа пред криминалците во случај на физичкиот свет, дистанца, јазична бариера, физичка бариера од типот заклучени врати или било што, лично познавање на контекстот, лично разбирање на мојот контекст, кој сум јас и некој треба точно да знае што јас правам, кај живеам, кое ми е семејството и така натака, пред да дојде да ме измами. Тоа беше историјата. Наеднаш сите тие работи отидоа на интернет. Се за нас е на интернет и се за нас е екстремно лесно достапно за криминалците, ама и за нас. Веб апликациите, нашиот дигитален свет кој ги користиме, намерно прават се да не биде многу лесно и многу достапно за да можеме лесно да го користиме. Тоа е добро. Исто така го забораваме, таа леснотија прави да ние заборавиме колку всушност сме изложени и колку некој на другата страна на светот можува да го злоупотреби. Контекстот е сменет, бариерите паднаа, а голем дел на луѓето се уште не внимаваат, се уште ја немаат изградено личната дисциплина дека тоа се случува. Да почнеме од наједноставниот пример. Се уште ни се случуваат измамите со пошта, со смешните SMS пораки дека имате пратка и верувајте, јас се уште добивам контакти од луѓе, јас кликнав. Ова веќе е елаборирано, за ова зборуваме 2 години. На сите им стасуваат овие смешни пораки дека некој добил некаква пратка, па луѓе немаме сите толку многу пратки и пак некој клика. Се уште не сме изградиле таа дисциплина, таа свесност дека нашиот свет е сменет. Таму сме. Кои онлайн измами се најчести денес? Имаше една статистика, оваа недела е извадена, значи свежа, можам да зборувам веќе дека е баш свежа статистика. Најчестата тип на измама, прво да кажам, каде одат измамите? Социјални мрежи. Порака до сите гледачи, не верувајте на социјалните мрежи, не верувајте скоро на ништо што постои на социјалните мрежи. Бидејќи се толку големи и едноставно заработуваат од реклами, криминалецот ќе плати некоја ситна пара на таа платформа за да неговата реклама во наводници, всушност измама, биде пласирана. Уште една важна работа во социјалните мрежи не профилираат. Социјалната мрежа знае дека јас сум маж над 40 години кој што живее во Македонија со високо образование, знае затоа што ме isпрофилирал. Ако криминалецот реши да таргетира таква група на луѓе, перфектно ќе не таргетира сите. Обичниот криминалец пред 20-30 години немаше шанса така да не профилира, немаше да ги најде тие луѓе физички на едно место. Имајќи го тоа во предвид, внимавајте, на социјалните мрежи веќе на ништо не може да му се верува. Што се измамите? Најчестата измама се вика malvertising, лажна малициозна реклама. Ќе видите реклами за се и се што, почнувајќи од Нептун дели 100 машини за перење за само 100 денари. Еклатантен е примерот, ама верувајте, сум го видел на Facebook како социјална мрежа и луѓе кликаат на тоа. И одат на некаква лажна страна на која што ќе им соберат податоци, ќе ги натераат да платат 100 денари, ќе им ги земат парите од картичката, ќе им ги земат и податоците од картичката, за да можат понатака да ја продадат картичката како информација или да продолжат да крадат од таа картичка. Тој малвер кој што ќе го симнеме, едно ќе ги украде нашите податоци, второ ќе се обиде да влезе веднаш во банкарските апликации кои што ни се или на мобилен или на компјутер за да ги собере парите или да најде начин да извади пари од нив, ќе ни го криптира дискот за да не уцени да дадеме уште пари, ќе ги шифрира податоците за да ни се недостапни и ќе ни украде сите лозинки на сите наши апликации и платформи по светот и понатака ќе продолжи да се шири по нив. Господин Спировски, како да ја заштитиме нашата приватност во вакви едни услови? Нашата приватност отиде возот за нашата приватност, да ви кажам. Сите ние со веќе повеќе од деценија ги внесуваме нашите податоци, нашите информации секаде.
Што значи дека сега се знаат за нас? Помалку или повеќе да. Верувајте, постојат платформи кои се дури и легални, кои се викаат дата брокери, кои продаваат списоци, огромни списоци со информации за луѓе, со сите нивни информации од име, презиме, адреса, телефонски број, се што можеле да изгребат по интернет за нас, да го консолидираат, дали од легални, дали од нелегални извори, тоа е консолидирано, спакувано, ставено машничко дозгора и се плаќа, не знам, $100 за 20.000, карикирам, ама такви се бројки, за 20.000 имиња и контакти, едноставно се знаат за нас. Господин Спировски, се почесто слушам кај нас дека многу лесно нашите трансакцијски сметки се лесно достапни, односно многу често граѓаните се соочуваат со упад во нивните трансакцијски сметки. Упад во трансакцијски сметки банкарски говорам. Добро. Неколку елементи во ова ќе сакам да кажам. Прво, самата трансакцијска сметка сама по себе како број не значи многу. Таа е број кој што е врзана само за банката, но упад во финансиите на клиентот, дали тоа е лесно или не е лесно, е предмет на дебата и статистика која што ќе мора да ја дадат банките. Тука не можам да ви дадам релевантен, квалитетен одговор, но како се стасува до овие информации, ќе се вратам на се што претходно ви кажав. Луѓе, постојат една цела категорија на вируси. Вируси во најшироката можна дефиниција, терминот правилен е малвер, малициозен софтвер. Значи, сите тие вируси или тројанци или ransomware и така натака, сите се викаат малициозен софтвер. Постои категорија која се вика инфостилер. Што значи тоа? Добивате на некој начин порака или некој ве убедува да инсталирате некој софтвер на вашиот компјутер, затоа има многу техники. Ќе се навратам накратко на техниките за пар реченици. Ве убедува да инсталирате нешто. Тоа што ќе го инсталирате е тивко, не ви прави проблеми во вашиот компјутер, но е програмирано да ги собере сите информации кои што сте ги снимиле во вашите браусери, кои што се најчесто линк до некој сајт со лозинка и корисничко име. Да ги испумпа и да ги стави во некој си систем надвор, кој што или веднаш ќе се обиде буквално да се најави на вашиот юзернейм пасворд, што може да биде легитимно и банкарска апликација, и да ве злоупотреби. Тоа е најочигледниот начин кој што може да се случи. Постојат и понапредни техники, но денеска ни ги испумпуваат сите овие работи веднаш. Не верувајте на никого, не верувајте дека некој сака да ви даде нешто за безпари. Како да се превенира се почестиот модел на пробивање на имейл адресите, акаунтите? Така. Тоа беше буквално мојата следна реченица, ви благодарам што ми помогнавте. Дисциплината е многу едноставна, ама бара малку да заболи, што се вика по нашите навики. Огромен процент на нашите лозинки, значи секој тој имейл или акаунт или платформи во кои што ние работиме и живееме денес, има корисничко име и некаква лозинка. И бидејќи нас ни е тешко да ги памтиме сите тие лозинки, ние памтиме 2 или 3. И ги рециклираме, ги користиме истите тие на сите можни платформи. Ама сите тие интернет платформи не се гарантирано супер безбедни. Секоја од нив, некоја од нив, во периодот, како што реков, ние си внесуваме податоци 10 години или повеќе. Во тој период од тие 10, 15 години, за мене и 20 години веќе, на некоја од тие платформи веќе била хакната, таа лозинка што сум ја внел таму, веќе е во некој список кој што е по интернет. Ако истата таа лозинка ја користам над 100 други места, и тие се автоматски компрометирани. Затоа ќе апелирам до сите, престанете да рециклирате лозинки. Секој сајт треба да има посебна, различна, комплексна лозинка. Како се прави ова, немојте да пробате да ги памтите. Користете нешто што се вика Password Manager, апликација е. На таа апликација мора да имате многу комплексен пасворд и тој треба да го знаете на памет и тој треба нека биде цела реченица од некоја книга која вас многу ви значи. Во насока на дигитализација се почесто се зголемува процесот на дигитализација и во институциите, и во фирмите, и во компаниите. Дали ние може да западнеме во еден период на хибридна војна
од овој аспект? Не разбирам како ова е врзано едно со друго. Од аспект на, ајде да бидам поконкретен, во контекст на руската агресија врз Украина. Може и да се гледате ли елементи на можност од хибридна војна? Не сум стручен да одговорам на ова прашање. Ова прашање треба да го одговори стручњак за војна тактика, стратегија, можеби некој од соодветните државни служби би можел да ви даде квалитетен одговор на ова. Она што јас можам да го дадам како вредност кон разговорот врзано со ги нарекуваат state sponsored actors, односно организации кои се спонзорирани или во најмала рака им се подмижува на едно око на таквите банди од некои држави. Значи, овдека не е врзано специфично со еден или друг конфликт, но можам да ви кажам дека постојат два типа на нападачи, што сум ги забележал, прилично се очигледни во нашата професија, и два типа на напади. Најголем процент, лавовски голем дел на процент, се овие криминални банди. Тие одат примерно на профит, на крадење. Последниот еклатантен пример на кражба се случи пред една недела, во кој се украдоа 1,4 милиарди долари од еден блокчейн exchange, платформа за тргување со разни криптовалути. Буквално им украдоа 1,4 милиарди долари. Имаше анализа, лоцира, предпоставуваат која е бандата која го направи тоа. Таа банда се предпоставува дека или е поддржана, или е едноставно и се замижува на едно око од Северна Кореја. Северна Кореја во овој момент можеби ќе добие профит. Ќе добие парче од колачот и во тој контекст не го гледам тоа како хибридна војна, тоа го гледам само како финансирање на некоја држава која ова го прифаќа како начин на финансирање свое. Дали е ова дефиниција на хибридна војна останува за некој кој што си ја знае работата да си каже. Но за мене ова се криминалци поддржани од или барем штитени од некоја држава. Тоа е криминалната страна. Дали постојат други такви држави, сигурен сум, кои ќе се менува светот, цело време ќе има различни. Другиот тип на напади се многу покомплексни и тоа се напади кои што се дефинитивно правени од државна агенција. Тоа се напади кои траат со години, луѓе. Напади кои што постепено се влегува во различни мали парченца на некои големи системи, се вградуваат во тие големи системи некакви мали парченца програм, уред, нешто кој што сам по себе не прави големи проблеми, ама во големата слика преку повеќе години на крај ќе воведе една огромна контрола, еден огромен удар врз таргетираната институција или таргетираните институции. Имавме во јавноста, излезе пред отприлика 6 месеци еден ваков обид, се работеше за парче код, парче софтвер, мала програма која што во периодот 1,5 година неколку луѓе се убедувале, го убедувале авторот на оригиналниот софтвер да го внесе тоа мало парче код затоа што подобро ќе работи, имало лобирање, имало убедување и така натака, човекот го внесува тоа мало парче код, ама се уште не е пуштено никаде тоа парче код. Имавме среќа, ќе кажам, буквално како човештво, затоа што софтверот во кој што е внесено тоа мало парче код работи буквално на секој Linux оперативен систем. За сите наши гледачи, Linux оперативниот систем се сите сервери на светов. Буквално. Скоро сите, ајде, ќе ми се налутат луѓето што работат на Windows, но лавовски дел на серверите на светот работат на Linux. Ако тој софтвер отишол во продукцијските верзии на Linux, тоа мало парче код наеднаш ќе влегло секаде. Тоа мало парче код среќа го еден инженер, од што му било досадно и се нервирал дека нешто не му работи доволно брзо, зел и го расклопил на сите составни делчиња и сваќа дека е малициозно. Викнува на цел глас, дигитално секако, наеднаш се сваќа каде е работата, сите тие идентитети што лобирале, наеднаш исчезнуваат, ги снемува, бришат акаунти и така натака, и успеваме, односно во таа специфична инстанца, успева да се спаси тоа парче софтвер и каскадно целата таа инфраструктура глобална. Но ако се вратиме назад и размислиме, некој 2 години работел за 20 на линии код да убеди некого да ги стави во своето парче софтвер. Тоа не го прави криминалец, нема време криминалец тоа да го направи, бидејќи побогу сака да заработи пари. Ова е човек што е платен од некого да го прави ова. Тоа може да го прави само држава.
Ви благодарам за гостувањето и за разговорот. Ми беше чест. Следвате уште едно издание на ТВ магазинот Трилинг, во кое гостува министерот за европски прашања и главен преговорач со Европската унија Орхан Муртезани, професор доктор Ана Чупевска, подпредседателка на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, како и експертот по сајбер безбедност Божидар Спировски. Довидување до идниот петок во исто време. Во меѓувреме, читајте на trilling.mk.